Димитрија Ангелков е професор во Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко во Кавадарци и познат македонски иноватор. Јавноста веќе одамна го познава по неговите изуми како што се интерактивната училишна табла, паметната канта за рециклирање, паметниот респиратор, белиот асфалт направен од отпадна пластика, паметниот топломер и многу други за кои низ годините добивал признанија и награди. Една од најновите иновации е енергетскиот акумулатор кој сончева енергија ќе собира лето, а ќе грее на зимо. Зашто станува збор? Работиме со повеќе типови на песок, а од истражувањата се покажа дека најситниот има најдобри карактеристики, посебно ако е добиен од кршени карпи во механичка дробилка. Тој песок бавно прима енергија и бавно оддава, што го прави идеален за нашите потреби. Акумулаторот функционира на тој начин што песокот директно се грее со грејачи кои се поврзани на фотоволтаици во серија, каде напонот е 220 волти. Со овој принцип на работа не требаат полначи батерии или инвертори, туку директно целата електрична енергија во текот на целата година се трансформира во топлинска. Исто така во моментов експериментираме и со материјали како алуминиум и пепел од јаглен. Вели Ангелов. Кои се вашите очекувања од оваа иновација? Какви бенефити сакате да добиете? Намерата ни е во зима преку вентилатори и радиатори кои се поставени на долниот дел од бурињата кои се со термичка изолација да се одава топлината во просторијата. Овој систем веќе функционира во нашето училиште Киро Спанџов Брко во Кавадарци. Системот е стабилен, не му треба често одражување, освен да се следи температурата која не смее да биде над 600 степени Целзиусови. Објаснува професорот Ангелов. На кои други проекти работи во моментов и кои се иновациите кои сакате да ги представите во иднина? Во иднина би сакал ова решение да може да се користи за тецне готино. Ова идеја ја изложувам прв пат. Работната температура на котелот на термоелектраната е 600 степени Целзиусови. Целата вишок електрична енергија која ја има од фотоволтаиците во Македонија може да се пренесува во резервоарите со песок и потоа да се оддава во котелот на термоелектраната.